Почитувани сограѓани, почитувани представници на медиумите, пред неколку дена министерот за економија Бектеши ги потпиша договорите со општините Чаир, Центар, Битола и Охрид за имплементација на проектот ревитализација на излозите на Старата чаршија. Да потсетиме, ваков проект во своите предизборни ветувања имаше и градоначалникот на општина Прилеп Илија Јовановски, кој предизборно соопшти дека ќе се реставрира Старата Прилепска чаршија. Но Прилеп изостанува од листата на општини со кои беше потпишан договор за реализација на овој проект. Па така на видели не исплива само уште едно празно ветување. Прилеп не доби грант како останатите општини за средување на излозите и фасадите од дуќаните во Старата чаршија. Но затоа доби објекти кои никнаа преку ноќ, на диво, во срцето на градот, спротивно на законите. Очигледно министерот Цугарески не сака да му биде нарушен бизнис комодитетот. Прилеп не доби грант, па како резултат на тоа штета ќе трпат сите дуќанџи. Изгледот на чаршијата и економскиот бенефит што би го имале дуќанџиите доколку успешно се реализираше овој проект. Жално е и срамота е што општина Прилеп и Завод и музеј Прилеп наместо да го штитат ова подрачје, кое подлежи на законска заштита, дозволуваат никнување на диви противзаконски градби со кои се задоволуваат апетитите за бенефит на политички моќници блиски до СДС. Почитувани, досегашното владење на централно и на локално ниво се покажа како владење строго во интерес на неколкумина, додека обичниот граѓанин е оставен на милост и немилост да врзува крај со крај. Затоа ова погубно владење на СДС мора што поскоро да заврши, за доброто на Македонија, за доброто на Прилеп и на прилепчани. Ви благодариме.